Нека точката А со координати 2 и минус 5, како што ја прикажаме сликава, е теме на квадрат. Знаеме дека една страна на квадратот лежи на дадената права P. Правата е x минус 2y минус 7 еднакво на 0. Да се пресмета плоштината на тој квадрат. Плоштината на квадратот е А на квадрат, а како да ја најдеме страната? Бидејќи А е темето на квадратот, тогаш растојанието од А до П правата всушност ќе ни биде должината на страната А, бидејќи беше кажано дека страната на една од страните на квадратот лежи на правата П. И всушност би го добиле овој квадрат. Значи, страната А, односно должината на страната А, всушност ќе биде растојанието од точката А до правата П. Формулата оди со апсолутна вредност. А е 1 по 2, значи координатите на точката А ги заменуваме во правата П. Значи 1 по 2 минус 2 по минус 5 минус 7 еднакво на 0 врз корен од А на квадрат плюс Б на квадрат. А е 1 и Б е минус 2 Па на квадрат. Пардон, овде значи нема да има 0, него го бараме растојанието Б, односно страната А на квадратот, имаме 2 и плюс 10 12, 12 минус 7 е 5, апсолутна вредност од 5 ќе биде 5 врз корен од 5, од каде по рационализација добиваме 5 по корен од 5 врз 5, кратиме 5 со 5 и тоа е корен од 5. Ја најдовме страната А, па плоштината на квадратот ќе биде А на квадрат, односно корен од 5 па на квадрат, корен и квадрат ќе се скрати, тоа е 5 квадратни единици. Нешто слично е и задачата 8, во која што се дадени равенки на две страни на правоаголник. Тие две прави всушност се и нормални помеѓу себе. Може да провериме дали нивната пресечна точка е А, значи да провериме дали минус 2 и 1 лежи на едната и на другата права. 3 по минус 2 е минус 6 и минус 2 минус 8 и минус 5 е минус 13, но минус 13 не е еднакво на 0, значи точката А не е пресечната точка на овие две прави. Исто е дека 2 по минус 2 е минус 4, плюс 3 е минус 7 и 7 е 6, еднакво на 0, значи оваа точка се наоѓа некаде надвор од овие две прави кои се меѓу себе нормални, што значи за да го најдеме правоаголникот, односно плоштината на тој правоаголник, ќе треба да го најдеме растојанието D1, односно растојанието D2 од точката А до двете прави. Значи D1 ќе биде апсолутна вредност, минус 2 да замениме, значи ќе биде 3 по минус 2 е минус 6, 1 по минус 2 е минус 2, минус 5 врз корен од А на квадрат е 9, плюс минус 4, минус 2 на квадрат е плюс 4, па би добиле 6 и 8, 5, 13, апсолутна вредност врз корен од 13, каде што после рационализација имаме корен од 13. Аналогно D2 ќе биде растојание од истата точка, само сега до другата права, значи одиме повторно. 2 по минус 2 ќе биде минус 4 плюс 3 по 1 е 3 и плюс 7. Врз корен
от 4 и 9, 13. Значи 2 по-минус 2 минус 4, 3 по 1 3 плюс 7, 10 минус 6. По рационализация е 6 по корен 13 върс 13. Дефинитивно площината на правоъгълникът ќе биде D1 по D2, значи дължината в ширина. 6 корен 13 без 13 по корен от 13 ќе биде еднакво. Корен 13 по корен 13 е корен от 13 на квадрат. Корен ќе се скрати. Со квадрат останува само 13. Значи 6 по 13 върс 13, това е само 6 квадратни единици. Со тоа го добивме бараната площина на правоъгълникот, кој што беше формиран од две прави, кои што беа меѓусебно нормални, и едно теме негово кое не лежеше на нито една од двете прави. Како за крај, за домашна работа имаме понудено задачи од 1 до 10. Во сите овие задачи, значи се применува знаењето што сме го стекнали во врска со пресметување расстојание од точка до права. Значи во првата задача се бари расстојание D од една точка до права. Да провериме дали права една и права друга дали правите допираат еден ист круг чиј центар е во координатен точеток. Да пресметаме расстојание од оваа права со параметри, значи до координатен точеток, со ром задачи, во сегментен облик дадена права, значи интересни 10 задачи, така за размислување и резонирање, и по сите овие задачи се применува формулата расстојание од точка до права.